Почитувана директорка на Институтот за македонски јазик Елена Јованова Груевска, почитуван председател на Советот за македонски јазик професор Спасов, почитувана министерка за култура, министерка за труд и социјална политика и министер за образование, почитувани професори, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани гости. Јазикот е наша татковина. Со оваа порака основоположникот на современиот македонски јазик Блаже Конески не остави завет за негово чување, негување и унапредување како еден од столбовите на нашиот идентитет. Прогласувањето на 5 мај за Ден на македонскиот јазик во чест на денот, кога во 1945 година Народната влада на Народна република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик и кириличното писмо како официјална азбука и писмо, беше една од обврските за исполнување на овој завет, што ги презеде владата од 2017 година наваму. Денес македонскиот јазик со својата посебност е признат во целиот свет. Впишан во личната карта на нашата држава, во големото семејство на народи и на земјите членки на Обединетите нации. Оваа влада искрено и силно е посветена на негувањето и унапредувањето на македонскиот јазик, бидејќи нашиот јазик е нашиот национален и културен идентитет. Ја продолжуваме поддршката на голем број книжевни дела од издавачката дејност на Институтот за македонски јазик, како придонес за збогатување и напредување на македонскиот јазик. Македонскиот јазик е јазикот на Блаже Конески, Гане Тодоровски, Даница Ручигај, на Анте Поповски, Славко Јаневски, Матеја Матевски, Ката Мисиркова Руменова, на Петре М. Андреевски, Видео Подгорец, Оливера Николовска, Оливера Ќорвезировска, Румена Бужаровска, Лидија Димковска и на плејада други претходни и сегашни литерати кои низ годините наназад оставија илјадници книги и напишани од нивното македонско перо. На македонски јазик се школувале, се школуваат и ќе се школуваат генерации и генерации успешни академици, доктори, инженери, новинари, културни работници и сите останати. Денес имаме вистинска мала армија на македонисти во светот, 300 студенти на универзитетите во Анкара, Истанбул, Риека и во Будимпешта со додипломски и последипломски студии. Македонскиот јазик, литература и култура се изучуваат и на универзитетите во Торонто, Љубљана и Марибор, Загреб, Лондон, Познан, Нови Сад, Брно, Братислава и во други универзитетски центри. Минатата година во календарот на важни настани поддржани од страна на УНЕСКО беше вклучена програмата за одбележување на 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската култура Блаже Конески како најзаслужен за утврдувањето на македонскиот стандарден јазик. Владата на Република Северна Македонија од 2019 година, откако 5 мај беше прогласен за Ден на македонскиот јазик, презеде низа активности за негова поширока и континуирана афирмација. Минатата година, како иницијатива на владата, во соработка со Институтот за македонски јазик, ја промовиравме интернет платформата makedonski.gov.mk, на која е поставен дигитализираниот толковен речник на македонскиот јазик. Денес дигиталниот толковен речник на македонски јазик им стои на располагање на сите кои што сакаат да го користат македонскиот јазик. На граѓаните од нашата земја, на нашите сонародници од севкупната македонска диаспора и останатите заинтересирани поединци, научници и деловни луѓе во целиот свет без никаков надомест. Дигиталниот толковен речник на македонскиот јазик, како отворен ресурс им е слободно достапен на лингвистите, како и на сите македонисти во светот, да го ползуваат како изворник за создавање многу други специјализирани речници и други проучувања. Толковниот речник се надоврза на претходната иницијатива на владата кога беше дигитализиран и правописот на македонскиот јазик. Овие проекти на владата се дел од врвните приоритети да се изгради и постојано да се надградува корпусот на дигитализирани дела на македонски јазик за вклучување во светската ризница на јазици, како израз на нашата постојана грижа за македонскиот јазик и неговото представување пред светската лингвистика. Годинешното одбележување на Денот на македонскиот јазик не обврзува уште еднаш да ја испратиме јасна порака. Оваа влада искрено и силно е посветена да го негува и да го унапредува македонскиот јазик, вечниот паметник на нашето постоење како народ. Денес, нашиот приоритет останува поттикнувањето на развојот и афирмацијата на македонскиот јазик како наш постојан влог за неговата иднина. Иднината на нашиот јазик е иднината на нашата татковина.
Јазикот е жива материја и најочигледно ќе покаже дека се грижиме за него преку начинот како го говориме, како го пишуваме, како го читаме македонскиот литературен јазик. Така даваме пример со каков јазик сакаме да раснат нашите млади генерации. Да го чуваме и унапредуваме и достојно да му го предадеме на сите генерации после нас. Ви благодарам.